анализи секогаш бидејќи не станува збор само за културна манифестација, станува збор и за комерцијална манифестација и према тоа така ги ориентираме и мината кои што ќе настапуваат на фестивалот. Можеби некогаш некоја голема европска или светска звезда може да донеси многу помалку народ отколку некоја балканска звезда. Ако беше и примерот во текот на синоќешната вечер, значи синоќа кога настапи Харис Џино, 100.000 народ се собра, 110.000 народ, тоа навистина го нема постигнато и некоја европски светска звезда. Значи, не мора да значи дека големо име светска мегазвезда може да донеси повеќе народ од една Цеца, Северина, Харис, Здравко и така натаму. Бидејќи сепак тоа е Балкан, луѓето во Македонија обожаваат, по грото на луѓе обожаваат одреден тип на музика и така натаму. Меѓутоа, никогаш не се ориентираме само на турбофолк, на фолк и така натаму. Значи се запазени вкусовите, беа Супер Хикс и Фолтин, беа Джок, Five Red Point Stars, значи французи, значи Van Gogh, тоа се групи, рок групи, Crossroad Blues Band, The Purple Zeppelin, тоа се групи, едните рок негува, другите ска музика, хип-хоп музика и така натаму, што значи беа запазени сите правци и ние имавме уште една алтернативна сцена, алтернативен стејдж на кој што имавме диџеи од цела Македонија и пошироко и алтернативни групи кои што навистина дадо еден посебен шмек на After 12 Party, да речам, стејџот. Значи, буквално беа задоволени вкусовите и на хеви металци, на панкери, на рокери, и на моите техномани, и на беа диџеј Бабур или диџеј Никифор некој беше? Мислам дека Ерик Фокс беше присутен, меѓутоа имаме доста познати диџеи од градот и околината тука кои што настапуваат тука по одреден кафич и така натаму, бидејќи секогаш некогаш и локал патриотски размислуваме, зошто да не на еден ваков фестивал не рекламираме некоја своја сопствена звезда од градот, што е добро, например, за популаризација. Дали не мислите дека е добро да има еден ден да биде техно ден, друг ден да биде фолк ден, рок ден и така да биде? Баш тоа го направивме на овој фестивал. Првата вечер беше ска музика, значи Joke, Five Red Point Stars, Фолтин и Супер Хикс негуваат исти тип на музика и на крајот се случи сешн, значи настап на сите 4 заедно на бината. Втората вечер беше рок вечер, значи Crossroad Blues Band, The Purple Zeppelin и Van Gogh негуваат исти вид на музика, рок музика. Наредната вечер, саботата, значи сношти, имавме фолк вечер, значи со Гоце Арнаудов, со Благица Павловска, Елена Велеска и секако неизбежниот Харис Џиновиќ. И ова вечер имаме поп вечер, значи имаме настап на Ламбе, Владко Илиевски, тука е секако и Елена Ристевска, на крајот да заврши со најголемата поп звезда на сите времена на Балканот, Здравко Чолич. Покрај тоа имавме, после After 12 Party имавме и голем број на диџеи од електронската музика и друга алтернативна музика, буквално модни реви, играурни групи и така натаму, значи буквално сите вкусови беа задоволени и тоа е добро, затоа кажавме почетокот, се потрудивме со една добра квалитетна програма да ги задоволиме вкусовите на сите од 7 до 77. Се надевам дека до година кога ќе славите юбилеј 10 години ќе донесете некоја наистина голема техно звезда како Роџер Санчес или Арми ван Бурен или некој од големите. Размислуваме, бевме отворено кажувам, значи имаше и група на Facebook за Prodigy, значи ние имаме и контакти со таа група. Некојаш со тие големи светски групи треба да ги погодите и термините, бидејќи има тие турнеи низ Европа, значи многу тешко е да се донесат специјално на еден фестивал. Наредната година ќе видиме и со некои од нашите кујки како што се Avalon, Lithium Records и така натаму, да видиме на пример кои звезди во моментот се присутни тука во Европа на Балканот, да можеме некој големо име да го донесеме на нашиот фестивал. Секогаш треба и од економски аспект да се гледа. Значи да не се фрлат многу пари, а фидбекот да биде многу лош. Значи мора звездата да биде актуелна, популарна, да ја знаат сите генерации и верувајте, например прашаат зошто не некоја уметничка група, опера и така натаму. Сепак ова е пивофест. Значи сепак е пивофест и секогаш музиката треба да биде насочена во однос на манифестацијата. Имаме ние други настани во градот каде што можеме да поканиме опера, балет и така натаму. Тука е културното лето во Прилеп и ред други манифестации кои во текот на годината се случуваат, кои што се токму погодни за одредени уметници или музички групи, балетски групи и така натаму, кои присуствуваат многу често во нашиот град. Би сакал сега малку да се навратиме на она што се нарекува вашата градоначалничка функција. Пред да се префрлиме на тој дел, би сакал малку да ги пуштиме реакциите на граѓаните. Ние овие денови ги прашавме граѓаните на Прилеп како живеат и дали се задоволни со работата на градоначалникот.
па да ги видиме нивните реакции. Ќе ми кажеш да почнам? Сакаш да направам проба за дали добро да рече на микрофонот? Ме слушаш? Почитуваме гледачи, добар ден. Се наоѓаме во Прилеп. Ова е прво издание на Политико на кој што сме надвор на терен, не сме во студио. Сакавме да ги прашаме прилепчани како живеат, кои маки ги мачат. Па веќе ќе земеме неколку изјави од луѓе кои што живеат во Прилеп. Ке сакате да ми се представите како се викате? Стојановска Пацка. Стојановска Пацка. Вие, господија? Јас Стојановска Васе. Ќе сакате ли да ми кажете како се живее во Прилеп? Што се случува, кои се маките на граѓаните, дали се задоволни од градоначалникот и така? За од градоначалникот сите сме задоволни, презадоволни. До сега сме немале таков градоначалник. Како што е денешниот Маријан Ристевски. А иначе што се однесува до работата во Прилеп е многу слабо. Многу. Приватниците... Дали имате невработени во фамилијата ваша? Да. И керката и зето е невработен. Тешко се наоѓа работа во Прилеп? Да. Колку време чекаат без работа? По 35 години са не се вработени. Кога ќе се вработа, кога стаж, кога ни сега има пари, никој ќе остара че има пари. Дали сте вие пензионер? Да. Каде работевте? Јас работев 30 години во текстилна фабрика. Сега сум пензионер, за мене зима нема. Мислам, редовно си земам пензија, а за младиви е многу тешко. Дали од со вашата пензија вие ги помагате вашите внуци, вашите синови? Не е многу голема. Многу мала работа. Како е кава ситуацијата? Дали имате вие невработени во вашата фамилија? Имаме. Како се наоѓа? Тешко се наоѓа работа? Многу тешко. Со години се чека, работа нема. И со нашата пензија ги издржуваме младите. Му помагаме. И тоа. Кажете ми, дали сте исто така вие задоволни од градоначалникот на Прилеп или имате некои замерки? Нема никакви замери. Немаме збор за градоначалникот. Ваков градоначалник до сега сме немале. Супер е. Дали ова што се велите е искрено тоа мислите или бидејќи сте можеби симпатизер на мора да помане? Не сум ја одредена од никоја партија, јас кажувам реалноста како што е. Може да ми наброите некои работи што ги он има направено кои што ја прават да бидете задоволни од него? Тој има многу работи направено. Сакате да ми кажете некоја? Пошто јас не сум од Прилеп и сакам да се запознаеме, верувам и нашите. Гледате сами градов како го направи, како прво. Тој го направи вака? Па сигурно, тој го направи. Се тој заедно со другиве, со локалната, со донации од други места што донира, не може сам, не изваде тој од џебот, сам да го направи. И за работа слабо. Може вие нешто да ми наброите кој што мислите дека градоначалникот има направено добро некои негови потези? Да. Што се однесува до паркоите, скоро сите ги направи. Улици направи. Многу работи има направено. Мислам за секоја пофалба е. Немаме зборој. Ке сакате да ви земам и вас изјава? Ајде да кажи нешто. Што ќе кажувам? Ние сега сме пензионери и себе си. Како се викате? Талеска Марија. Талеска Марија. Вие сте исто пензионер? Пензионер сум. Дали имате невработени во вашата фамилија? Јас немам. И черка ми не е вработена, зет ми тој е во странство и така да... Значи вашата керка не е вработена? Дали чека долго време работа? 20 години. 20 години чека работа? И работа нема. Дали некој од вас се занимава како фамилија со земјоделие, со тутун, одгледување и таква нешто? Или немате... Сега не, моментално не, а порано, кога бевме млади, мислам, сме работеле тутун. Имаше големи проблеми, мислам, околу откупот на тутунот. Дали беше тоа реален проблем или беше тоа на некој начин измислена работа? Како вие, што мислите за тоа? Тие лани му платија многу убаво, бараја и година земјоделците да му се плати така. Сега тие си зна најубо, ние видејќи не садиме тутун. Тутун е многу тежок за работа. Порано едно време Црвенко, оној, како вика,
Крсте Црвенковски рече децата го работат тутун, а не децата. Ако не застани голем човек, не можеш тутун да се работи. Треба да се подгрбаиш па да работиш тутун. Што мислите за субвенциите што ги даваше владата? Дали од тие субвенции Прилеп и граѓаните на Прилеп има некоја корист, бидејќи тука сепак многу луѓе